Институцијата на халифатот може да се опише како систем на духовно водство во исламот, што е една од важните работи што мора да се свати. После тестаментот, честниот пратеник даде предскажување дека системот на халифатот ќе биде воспоставен по неговата смрт и ќе трае 30 години после неговата смрт. И тоа е точно она што се случи. Потоа спомна дека ќе дојде време во секашноста, кога оваа институција повторно ќе се воспостави. И тоа најверојатно ќе биде после појавата на оној кој е ветен да дојде. Реформаторот на времето, ветениот Месија и имамот Махди, и после неговата смрт, по негово упатство, повторно ќе биде воспоставен системот на халифатот. Не постоеше пратеништво кое не го следеше серија на успеси. Заради тоа Ахмадиската заедница стана една од поорганизираните, најобразованите, најдисциплинираните муслимански заедници. И запаметете дека само една група ќе биде онаа вистинската и добро организирана. И затоа сведочи стихот во Сун Ан-Нур, каде се мокниот Аллах рече дека најисправните луѓе ќе бидат почестени со халифатот. And by that he was referring, obviously, to that verse of the Holy Quran in Surah Nur, where Allah Almighty has mentioned that the righteous people will be blessed with the institution of Khilafat. Благословот на халифатот е нешто многу важно за продолжувањето на вистинскиот ислам во светот, затоа што ништо без поглаварот не може да се продолжи, не може да се преживее. И халифатот е глава на исламското тело, така што без него исламот не може да се преживее. Тоа е благослов. Ако го погледнете остатокот од исламскиот свет, тоа не можете да го побиете. Ние сме единствената заедница која е обединета позади еден духовен водач, кој е познат како Халифатул Масих. Ова е големо чудо и е чудо, затоа што сите тие луѓе ширум светот, кога халифот нешто ќе спомене или каже, тие слушаат со внимателност и му се покоруваат. Тоа нема да го најдете нигде во светот, во ниту една исламска заедница. Labbaik Sayyidi, labbaik ya imamana. Како што гледаме со милоста Аллахова, Ахмадија заедницата е единствената од сите исламски заедници, која ја има оваа институција на халифатот, каде под водство на халифот целата заедница напредува. All the communities progressing. Божјата милост и благослов спрема оваа заедница се сведоци за напредокот и успехот на джематот во последните 100 години. Во зборот инсан, некои од коментаторите напишаа дека овој збор значи унсан, што во превод значи две љубови. Првата спрема Створителот и втората спрема неговите створенија. Религијата има два аспекта: љубов спрема Створителот и љубов спрема створенијата. So religion has got two aspects. Love for the Creator and the love for His creation. Ќе ви дадам пример. Се сеќавам еднаш во Даблин, Ирска. Нашиот слоган е љубов секому, омраза никому. Еден евреин ортодокс ми прииде и ме праша: дали вие навистина верувате во овој слоган? Јас му одговорив: да. Тогаш тој рече: јас сум евреин, а ти муслиман. Како тогаш можеш да ме сакаш? Тогаш јас му реков дека ние сме заедница која не мрази никој, што и е учење на Куранот. Заедницата поседува развиени школи, распространети во многу држави ширум светот, од Сиера Леоне во Африка, па се до островите Фиджи на Јужниот Пацифик. Во сферата на хуманоста Ахмадија заедницата е водечка. Глобално, вториот знак на вистинитоста на заедницата е служењето на човештвото.
of the community being the true community is a service to humanity. Учењето на исламот требаше да им служи на останатите луѓе во времињата на потреби, како што тоа нашата заедница од секогаш го прави. Со децении, заедницата отвораше многу болници и клиники, кои даваат бесплатна помош на оние на кои им е потребна. Изградивме болници, клиники, отворивме многу школи, коледжи во Африка и широм светот. Нешто допринесовме. Така што тоа е наша должност и таа треба да биде во нашата природа. Тоа не е нешто што треба да ни создава потешкотија. Во времињата на природните катастрофи, заедницата од секогаш брзо реагираше, за да испорача помош на жртвите од големиот земјотрес во Кирби, па се до големиот разорен земјотрес во Северен Пакистан. Во неодамнешни времиња на цунами, во Кашмир, каде и лично присуствував, Кашмир беше впечатлив и единствен затоа што и во таа земја не прогонуваат. Ги прогонуваат ахмади муслиманите, а ние сепак реагиравме таму со љубов, пожртвуваност и грижа, што е просто неверојатно. Добро е познат фактот што во време на најголемите катастрофи, ахмади заедницата од секогаш била во првите редови да испорача помош. Што се однесува до Humanity First, причината поради која основана оваа гранка е да се служи на човештвото. Затоа и се вика Humanity First. Оваа организација е навистина единствена, затоа што сите приходи кои се собираат се во цел на служење на други луѓе. Меѓу милионите ахмади муслимани, една личност имаше големо влијание врз светските настани и е препознаена од интернационалната заедница за своите извонредни успеси кон служење на човештвото. Ние денес имаме можност да дискутираме со уважениот азијски дипломат Мухамед Зафрулах Хан од Пакистан, кој е председател на Обединетите нации. Господинот Мухамед Зафрулах Хан беше првиот министер за надворешни работи во Пакистан, како што беше и председател на Обединетите нации, председател на Меѓународниот суд во Хаг. Него го избра Кади Азмот, основачот на Пакистан, да ја представува муслиманската лига и муслиманите во трибуналот кои одлучиле за поделба на Пенџаб. Кади Азмот беше толку задоволен со тоа и покрај тоа што немаше собствено биро, го замоли да ја води пакистанската делегација во Обединетите нации. Тој ја воспостави мапата на Пакистан на светската карта, како што налагаше извештајот од Калкута. Map of Pakistan on the world mapless. That was what the statesman of Calcutta said. Уште еден сличен ахмади муслиман беше професор доктор Абдус Салам. Тој беше еден од водечките истражувачи во својата област и ја доби Нобеловата награда за физика во 1979 година. Го основаше еден од најпознатите светски центри на физичката теорија во Трст, Италија, кој е именуван по неговото име. Двајцата, доктор Абдус Салам и господин Зафрулак Хан, беа предани, почитувани ахмади муслимани и високо ценети ученици на исламот. Повеќето објави кои ги прими ветениот Месија се обистинија. Една од нив е: Јас ќе ја пренесам твојата порака до сите краишта на светот. Таа објава се однесува на оживување на исламот во светот од страна на ветениот Месија, како што доследно се исполни со напредокот на ахмадијската заедница. Но во 1994 година, исполнувањето на оваа објава доби неочекувано забрзување со основањето на муслиманската телевизија Ахмадија. Ова е сопствена сателитска телевизија на Ахмадијската муслиманска заедница, чија што задача е да го прошири Божјото единство широм светот. Ние имаме интернационална муслиманска телевизија, MTA, преку која се шири пораката